Денешниот состанок практично треба да биде средба во која што ќе можеме да презентираме дел од политиките кои што ги предвиде ВМРО-ДПМН за следните предвремени парламентарни избори, а се однесуваат на економијата, која што ќе биде главен фокус за следниот 4-годишен мандат на владата која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН. Имајќи предвид дека програмата се уште не е затворена, постои можност на листата да биде проширена, како што кажа претседателката, така јас себе и ќе повторам, покрај тоа што ќе зборуваме и ќе презентираме политики и проекти кои што како политичка партија планираме да ги работиме, сме тука и да слушаме она што Сојузот на стопански комори практично ќе ни го предложи, она што е важно за нив, па да видиме дали дел од тие проекти, политики би можеле веднаш да ги уклопиме во програмата, дел понатаму откако ќе направиме детална анализа на состојбите во буџетот на државата, кои што според наше информации, според она навигација со која што ние располагаме, е во една многу лоша состојба и кондиција. Таквата состојба, исто како и за економијата, предвидуваме дека ќе биде се полоша во период кој што следи. Така што денешната следба ќе искористиме генерално долгава приказна на кратко да ја кажам. Најпрво да презентираме она што ние го имаме досега вклучено во програмата и второ да слушнеме она што е важно за комората, да можеме истото тоа да го вклопиме во рамките на програмата. Благодарам. До господина Мицковски, Пенеска Алијанса и Алтернатива ја официализира својата коалиција. Дали евентуално вие размислувате во насока да коалицирате со нив? Ние размислуваме да освоиме 61 пратеник на 12 април. Според нашите анализи, ние сме многу близко до таа бројка. А веднаш по завршување на изборите, тогаш разговори со сите политички чинители во државата се возможни, вклучително и со оваа коалиција која што вие споменавте, а тоа е коалицијата помеѓу Алијансата на албанците и политичката партија Алтернатива. Денеска, за например, Беа Османи кажа дека за нив е битно да се почитува и после изборите принципот победник со победник. Дали ова, како ова ви добре? Знаете, животот не е игра. И во животот има принципи кои што ако еднаш ќе се скршат, тогаш тие веќе не се принципи. И во име на тоа јас можам да ви кажам дека политиките кои што ги води ВМРО-ДПМН се темелат на принципи и ние, бидејќи овој принцип еднаш е прекршен, во едно телевизиско интервју кажавме дека идната коалиција ќе биде на база програма со програма. И тој принцип не го менуваме. Ваша реакција по информациите што излегува во јавноста дека сега веќе поранешниот премиер Зоран Заев се сретнал со поранешната специјална обвинителка Катица Јанева во Деловодно, тој ги негираше овие информации. Имате вие коментар? Јас не знам наистина што повеќе да коментираме за да ете таа тема некако навистина се затвори во насока на тоа како што треба да се затвори. Но мислам дека не само на мене, туку и на јавноста е јасно дека господин Зоран Заев и господјата Катица Јанева другарувале во минатото. И потезите и на Зоран Заев и на Катица Јанева се практично резултат на тоа другарство. Зошто тоа другарство и на кој начин престанало, претпоставувам дека една од причините е и случајот Рекет. Од друга страна видовме дека господин Зоран Заев другарувал и со собственикот на медиумот, тоест бил толку непосреден со него, дури и го советувал и го потпрашувал од каде му средства за да го финансира тој медиум. Од друга страна пак бил свесен за активностите на Меѓународниот сојуз кој што работел со локални бизнисмени во држава, а не гледам дека Зоран Заев е повикан во случајот Рекет 2 да сведочи за тој Меѓународен сојуз, за да на крај самиот признае дека ја помагале телевизијата на начин на кој што ја помагале во месеците тие и тие. И никој во оваа држава не се одважи да го повика Зоран Заев да даде исказ што се случувало всушност. Она што е јасно не само на мене, туку и на јавноста, дека јасно се гледа контурата на главата на октоподот. Ја немам дилема како човек, нити пак претпоставам некој во оваа држава има дилема која е главата на октоподот. Видовме дека дури и оние лица кои што располагале со тие ПИМ мерки, кога виделе каде се упатува господјата Јанева, престанале да снимаат. Видовме оние кои што го снимале
веќе осудениот Зоран Милевски кога година средба, кога виделе со кога година средба, престанали исто така да снимаат, така да очигледно дека ова е еден вид семејна професија. Како понатаму ќе заврши овој случај, не е до нас политичарите, туку до судството и обвинителството. Ако заврши како што треба, јасно се знае каков треба да биде епилогот. Ако не, до година не 106 на Транспарентност Интернационал, ќе бидеме 160. И да не ве чудат критиките зошто нема да бидеме наскоро земја членка на Европска унија, зошто 70% од граѓаните мислат дека државата оди во погрешна насока и зошто, како што кажа господинот, имаме вистински brain drain, ама во вистинска смисла на зборот brain drain, не како што еден политичар тоа го употреби да ги проклотат главите, туку ќе имаме одлив на мозоци од држава и овие луѓе овдека, и не само овие луѓе, туку и останатите луѓе од реалниот сектор ќе имаат проблем како да растат во својот бизнис, бидејќи луѓето разочарани заминуваат до не само поединечно, туку сега и со цели семејство. Или во оваа држава ќе се стави крај на ваквиот начин на однесување на политичарите, или ние ќе продолжиме да тонеме во политичко мочуриште, се до моментот дека не проголта оваа жива кал, а многу близко сме до таа ситуација. Во врска со инвестициите, за се вратиме економијата, дел од бизнисмените ги поздравија вашите најави за инвестиции во инфраструктура од половина милиарда годишно, меѓутоа велат дека без реформа во јавната администрација сите овие проекти не можат ниту добро да се испланираат, ниту пак добро да се реализираат. Од друга страна, актуелниот министер за администрација напомена дека поради изборниот процес, одливот на службеници од јавниот во приватниот сектор ќе почне веќе од мај. Имате ли вие во програмата конкретно што ќе правите со јавната администрација и дали овој процес ќе го продолжите како што тоа го планира сегашната влада или ќе го стопирате? Добро е што тој господин во мај веќе ќе биде поранешен министер, па ќе не може да прави како што тоа сега го прави со јавната администрација во државата. Инаку да, имаме концепт како да се реформира државната јавна администрација, бидејќи ваквата реформа како што ја замислува Зоран Заев и овој господин кој што го споменавте, денеска предизборно вработува по 6000 луѓе месечно. А од друга страна зборуваат за дигитализација. Се треба да се одлучат дали ќе зборуваме за дигитализација или ќе зборуваме за 6000 нови вработувања во администрацијата месечно. Тие две работи една со друга се контрадикторни. Шалата на страна, нити имаат визија, нити пак знаат како тоа треба да се направи. Во ред, тоа е гола политика. Они одбрале на тој начин да функционираат, тоа е нивно право, ние мислиме дека е погрешно. Така што одговорот на вашето прашање, да, имаме концепт како да се справиме со тоа. И ние сме убедени дека се тоа на кое што го ветуваме, ќе го испорачаме и ќе го исполниме. Сме сериозни луѓе, не сме во потрага на гласови по било која цена, туку сакаме да тоа што ќе го ветиме и да го испорачаме, бидејќи денеска вие кој ќе појдете и кој ќе разговарате со граѓаните во оваа држава, сите тие имаат два епитета генерални за политичарите, тоа дека се или лопови или лажговци. Ние се трудиме со нашето функционирање и со начинот на кој што ќе функционираме во иднина, овие два епитета да ги претвориме во некои други по-племенити епитети. И мислам дека ќе успееме и затоа се трудиме да имаме конзервативен пристап при креирањето на програмата, односно се тоа на кое што ќе се обврземе во програмата да го сработиме, да го спроработиме. Благодариме на прашањето. Господине Мисловски, рековте дека дуи не доаѓа во комбинација ако е победник на овие избори. Молам? Значи, принципот победник со победник дека нема да го почитува, нема да функционира на овие избори. Дали дуи не доаѓа воопшто во комбинација ако има добра програма или? Вие во вашето прашање алудирате дека дуи е сигурен победник? Не. Само прашувам дали доколку е... Не, апсолутно не. Апсолутно дека доаѓа во предвид секој оној кој што има политичка програма која што ќе биде компатибилна со програмата на ВМРО-ДПМН. За која што ќе се сложиме на принципијална основа и така ќе функционираме следните 4 години. Ако вие во еден оркестар свирите на различни ноти, тогаш логично е дека оркестарот нема да биде допадлив за ушите на слушателите. Затоа велам, ако тие програми, без разлика на која политичка партија се допрат со програмите кои што се на ВМРО-ДПМН и обратно, не треба тоа да биде на насочна улица, сите политички партии, ако добро ме слушавте, доаѓаат во предвид,
вклучително и политичката партија Демократска унија за интеграција.